Вечерашниот соговорник беше неодамна избран за млад инженер на годината на конкурсот на инженерската институција на Македонија по повод 105 годишнината од формирањето на првото македонско здружение на инженери. Во ова издание на Тренинг соговорник е Филип Поповски. Добро дојдовте во емисијата. Добро најдов, благодарам на поканата, задоволство ми е да бидам тука. Што значи да се биде машински инженер, менаџер во германска компанија, во ситуација кога се повеќе компаниите се автоматизираат? Ја морам да ве коригирам, не сум менаџер, туку сум одговорен инженер. Како машински инженер има различни предизвици. Многу често во државата се мисли дека во производство нема инженеринг. За жал тоа е кај помладите инженери, особено мои генерација, оние после мене што доаѓаат, мислењето е дека во производство и нема во принцип многу инженеринг, меѓутоа токму поради таа автоматизација што ја зборувате, јас работам во Гересхаймер, стартување на новата фабрика, која што можам да кажам дека е исклучително комплициран производствен процес и има голем степен на автоматизација. Но да имавме посета од баш студенти, мои колеги идни од машински факултет, баш од смеровите за автоматизација, каде што навистина мислам дека во очија дека и има навистина голем предизвици во производство, иако се оние нели странски инвестиции, производствен карактер, има доста што може да се научи, многу повеќе од колку што може да видиме во универзитетските клупи. Сте биле еден од студентите со највисок просек во генерацијата, сега сте на докторски студии на Машинскиот факултет, интердисциплинарна област безбедност на индустријски управувачки системи. Да. На додипломските студии завршив на енергетика и екологија, па потоа магистрирав на автоматика и малку се насочив повеќе на кај индустриската автоматизација. И има доста примери што ме интригира, каде нели сајбер напади е нешто што веќе често го слушаме, меѓутоа обично го слушаме за веб страници и слично. Меѓутоа има голем број на примери на светско ниво што се нападнати специфично индустријски системи. Таму има Stuxnet во Иран, има доста напади уште од 2012 до 2014 особено во Украина, каде што се напаѓаат енергетскиот сектор. Имаше неодамна напад во Србија каде што техничка документација од електродистрибуција на Србија беше украдена и пласирана на Dark Web. Така што за мене стана тоа интересно. Од една страна мора да се разбира машинството за самата индустријска автоматика. Тоа е професија, односно дел од технологијата каде што машински електроинженери неваре мора да работат. Тоа е една од оние кор основни функции каде што еден инженер би работел, а безбедноста е еден малку нов спин што треба специфично таргетирано. Не е само IT безбедност, туку така наречени оперативни технологии се тие или OT безбедност, OT security. Како тренти тоа е она што го работам на докторските студии кои што како што кажавте неодамна ги започнав. Кога се повеќе се преминува кон автоматизирање, кон роботика, колку овој тренд всушност ја загрозува и работата на индивидуата, на човекот? Дали се ќе се сведе на роботика, на автоматизација? Во принцип не. Нема целосно да се елиминира улогата на човекот. Не сум еден од оние што мислат дека роботите и вештачката интелигенција во догледно време ќе не остават сите без работа. Баш напротив, сметам дека дури повеќе можности за вработување би се појавили поразлични. Тоа е битното. И како инженери, за себе како машинец, сметам дека доколку ние не се приспособиме на оние нови трендови, постојано не следиме што треба да се случува и што е работната задача на еден инженер, особено за инженерите ќе биде каде што ќе станат, да кажеме, сувишни одредени позиции, меѓутоа не е целосно елиминирани. Не стравувате дека вештачката интелигенција ќе ви ја земе работата? Не, но мислам дека мора да се приспособиме за одредена промена. Значи, веќе започнеме од оние основни алатки како ChatGPT, за кои што веќе сите верувам дека имаат слушнато. Тоа не е систем што сам решава проблеми. Не е систем што сам може да го најде решението. Вие мора да селектирате и да кажете, пример, ако користиме како алатка за решавање на проблеми. Одредени информации даваме,
и одредени заклучоци добиваме. Повеќе како советодавна алатка може пример да се користи како начин за побрзо решавање на проблемите. И тука е она промена што мислам дека ќе се случи во како изгледа секојдневието на еден инженер. Ќе ги користи тие алатки, мора да ги користи тие алатки, што побрзо секој инженер навлезе во тие води, секој човек, не само инженер, што побрзо ги запознае алатките, тоа поефикасен би станал во својата работа и тоа би било алатка, како што било кое. Компјутерот исто алатка, роботите во индустријата се исто алатка за решавање на одреден проблем. Поповски во едно интервју велите немав проблем да најдам работа. Колку денеска во Македонија може да работиш она за што си учил? За она за што си се едуцирал, односно да го работиш она за што си најсоодветен? Тоа е прилично проблематично прашање. Дали младите инженери можат денес да најдат работа? Јас верувам дека можат. Меѓутоа, дали сите позиции, во зависност од насоката на која што ќе специјализираат или специјализирале во нивните студии, различно е прво можноста и различни се условите кои што ќе ги добијат по нивното вработување. Има можност. Значи, можам да направам споредби со колегите со кои што работам, постари колеги, да кажеме, да речеме 40 до 50 години, што биле на моје место пред 20 на години, нив верувам дека би им било многу потешко тогаш да најдат работа отколку наш сега. Во мојата генерација јас дипломирав 2020 година. Најголем дел од студентите кои што горе-долу завршувавме на време, бевме веќе во одреден тип на ангажман, дали договори на дело, со работа со стартави, веќе на одреден начин веќе работевме пред да дипломираме. Така што мислам дека има сериозни можности доста лесно да се најде работа, доста стручна работа, можеби не директно во она фокусна група во која што би сакале, меѓутоа може да се најде. Условите се други. Видите дека многу доста лесно може да се најде работа во Македонија, но од друга страна имаме компании кои се повеќе и се погласно зборуваат и се почесто говорат дека тешко се справуваат со проблемот околу обезбедување на квалификувани кадри. Имаме и сосема една друга спротивставеност, а тоа е дека токму профили од вашиот домен, од машински инженери и така натаму, се повеќе па се заменуваат од државата. Точно е. И двете работи, за чудо и за жал, се точни. Во последните година дена имав прилика доста интервјуа да направам на помлади колеги за да се придржам на нашиот тим. И има за жал диаметралните спротивности. Има индивидуи кои што успеваат не поради системот што го имаме, туку поради индивидуите што се. Системот не ги креира како квалитетни индивидуи. Токму поради тоа имаме спротивност на кадри што си заминуваат и се квалитетни, се барани од странство. Баш настанот на кој што добив наградата имаше 5 финалисти. Секој од тие 5 финалисти има навистина импресивна кариера. Честитки во секој случај би упатили за нив. И има дел од нив од странство, што се работиме секојдневно со колеги од странство, инженери, и навистина има квалитетни кадри. Меѓутоа, тоа е мал број и се фокусира на индивидуи. Има голем број на студенти што завршуваат, што никогаш не виделе нешто практично. Никогаш немале можност да сватат што точно е нивната работа и се наоѓаат во средина каде што кога ќе дојдат на она почетно интервју, кога ќе пробават првата работа своја да ја најдат, како изгубени. Не може да се снајдат. Меѓутоа, дали тоа е грешка на индивидуата, не сум баш сигурен. Тоа повеќе самите системи и условите што ги имаме во државата креираат оние две диаметрални спротивности. Од една страна имаме недоволно квалификуван кадар, од друга страна имаме индивидуи што се пробиле, имале можност да научат. Нашите универзитети не се тотално нефункционални. Не сметам тоа. Зошто тогаш квалитетните кадри се заминуваат? Условите. Иако е лесно да се најде работа, барем за мене било. Добро. Значи за некои колеги може би било потешко, меѓутоа во зависност од секторот во кој што ќе работат и условите во кои што ќе работат има драстично различни услови кои што им се понудени. IT секторот, например, е една од популарните гранки кај нас. Се повеќе студенти се запишуваат во IT сектор, софтвер развој, слично, вештачка интелигенција. Кога велите условите, што
што очекуваат, какви се очекувањата, што бараат младите за да ги прифатат стандардите, понудата за работа, за да остане тука, а не да замине од државата? Тоа е индивидуално. Значи, некои останувам, јас лично, иако сум имал понуди поатрактивни, од финансиска гледна точка, од кариерна гледна точка, можеби поатрактивни се понудите во странство и добар дел од кадрите ќе се решат да заминат. Што беше за вас пресудно да останете тука, а не да заминете надвор од границите на државата, иако велите дека сте имали подобри понуди од ова сега? Затоа што во странство секогаш би бил странец. Не само културолошки, туку и нема да се чувствувам дома. Тука ги имам моите блиски, фамилија и слично, каде што накратко кажано разговараме на исти јазик, имаме иста култура, во горе-долу слични услови имаме израстено. Во странство е различно. Во странство никогаш нема да бидете свој, никогаш не сте дома и во моментов не би ни размислил да одам во странство токму поради тоа. Може ли како да се задржат машинските инженери дома? Тоа е прашање што нема единствен одговор, би рекол. Тука најпрво мислам дека мора да станат поусовршени, затоа што иако имаме одредени можности за работа, тука и да не квалификацијата и многу тешко се доаѓа до одредени атрактивни работни позиции. Треба навистина посветеност и во работно време, на универзитет, меѓутоа и во своето приватно време. За да се задржат, мислам дека мора да се подобри образованието. Кога ќе излезат од школските клупи, веднаш да почнат да се чувствуваат како инженери, да имаат поголем контакт со реалноста, да имаат можност и да добијат она слобода, да ги имаме оние современи лаборатории, опремени универзитети, како што се европските, каде што оној страф да не расипам нешто, малку едноставно кажано, би го изгубиле. Значи, тоа е најголем проблем што сметам дека е културолошки до некаде. Мора да се откажат инженерите од ставот не знам, не можам, не сум сигурен, мора да научат. Ние имаме еден проблем каде што сакаме површно да видиме. Се можеби културолошки, можеби е системски, мора да најдеме начин да седнеме, не да ги следиме само трендовите и цело време брановите, туку да се постави одредена стратегија, не на секоја промена, на секоја нова власт, на секоја ново раководство, секој нов избор, нова стратегија, нови цели. Финска, ќе ја спомнам како пример, е држава што во средината на минатиот век има направено голем број на промени во својот образовен систем, за да ги доквалификува своите луѓе да бидат поквалификувани, да имаат поголема автономија самите професори и наставници, и тоа е нешто што мислам дека треба да се случи и кај нас. Не да биде нова влада, нова стратегија, туку да се седне и да се разговара заеднички за што вистина треба да постигнеме. Каде ни се минусите, каде ни се плюсовите. Работите во компанија која е дел од странските инвестиции, дел од индустриската зона Бунарџик. Дел од странските компании или ја оптимизираат својата работа, или го префрлуваат својот бизнис од тука во некоја другите држави. Дали ова вас ве плаши лично? Лично мене не. Во моментот работам во компанија која што е добавувач за медицинска индустрија, тоа е Гересхаймер, и имам и одредени други ангажмани како консултант на компании од други сектори. Оптимизирањето и намалувањето на кадри кои што го спомнувате генерално ефектира автомобилската индустрија, токму поради брановите, кризите. Секоја индустрија во одредени периоди ќе има своји кризи. И кога има кризи, неминовно. Меѓутоа, доколку странските инвестиции, кои што сметам дека се добра работа, треба да продолжат, мислам дека малку повеќе треба да се диверсифицира. Доколку имаме повеќе компании од медицинска, еве сега гледам и некои нови најави за турски инвестиции што не се од автомобилска индустрија, мислам дека таа мала диверсификација ќе направи малку покомотно да се чувствуваме и повеќе можности да имаме независност од самите флуктуации на индустријата. Нашите директни странски инвестиции во производство во државата се генерално кажано од автомобилски сектор и токму поради тоа го гледаме на тренд на оптимизација и намалување на кадри. Во моментов сте на докторски студии, ако добро прочитав. Може да се случи еден ден да се презаситите од она што го работите, дека ова ви е помалку мал пазар, недоволно предизвикувачки, па да
решите дајте перспективата да ја барам негде надвор? Па, имав еден период пред неколку години каде што бев и не баре силно убеден дека сакам да заминам во странство, токму поради тоа што го напоменувате, поради можностите, поради поатрактивноста на странскиот пазар, поголема е можноста за кариерен развој и особено понови технологии може да се видат. Меѓутоа, не сум сигурен денес дека би сакал да заминам во странство. Иднината што ќе ми донесе, не знам. Каква понуда би се појавило или каква позиција би, да кажем, едноставно би ми фатила око, не знам. Времето ќе каже. Се надевам дека ќе останам тука, затоа што и токму овие странски инвестиции кои што ги споменав носат технологии кои што кај нас, нашата држава ги нема. И кога почнав да работам во Гересхаймер, во новата фабрика, кога ги видов комплексноста на самите технологии што се носат, тоа е нова опрема. Дел од опремата е најновата опрема што самата компанија, која што е светска на 5 континенти е застапена, ги има во своите капацитети. Ја развива технологијата, ја инсталира тука и мислам дека со тек на време ќе се подобруваат таквите можности, барем се надевам дека ќе се подобруваат тие можности, така што мислам дека би останал тука без разлика на понуди од странство. Благодарам за разговорот. Благодарам на поканата. Одложена седницата за извештај за Македонија во Европскиот парламент за 24 јуни. Ставот на бугарските европратеници за изфрлање на македонскиот идентитет и јазик од извештајот за Македонија е неонацизам, беше оценката на известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајс. Очигледно страстите на релација Скопје-Софија и натаму никако да стимнат. И натаму остануваат диаметрално спротивставените ставови. Очигледно, за сега се уште нема на повидок можно решение околу ставовите и разликите на релација Скопје-Софија. Тука е крајот на ова издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме, читајте на trilink.mk.